Благодарам. Господине премиере, ја мислам не сте технички, бидејќи цела влада е од ВМРО и од ДУИ. Она што денес го слушнавме од вас е типично она што е ВМРО ДПМН сите овие 10 години. Додека земавте пари од секаде, додека земавте пари за се и се што, па дури и за налудничави трошења, бевме први, трети, петти у светот, а кога доаѓа времето да чешмата полека пресушува, тогаш ВМРО ДПМН бегај, фаќај магла и спасувај жива глава. Тоа е она што се случува денес во Република Македонија и она што се случува со владата на Република Македонија, со бегањето на оние кои што малу барем имале свес. Ова не е зарибување на моторот, бидејќи дел од колегите кажаа дека зарибал моторот на владата и на ВМРО ДПМН. Не, колеги, затоа што секој зарибан мотор се ремонтира, болен човек се лечи, согласно она што вие овде со вашиот министер Тодоров се фалите дека имаме многу добро здравство, ама она што се случува во Република Македонија е тоа дека вашиот Титаник удри во сантата лед, а таа санта лед се вика откриен криминал и криминалци на власта. Сега нормално тој виртуоз по финансиите кои што вие го нарекувате, гледајќи ја реалноста која што се случува во Република Македонија, успеа да фати магла, не навреме, ама успеа да фати магла и да побегне од сето тоа. Она што ме зачудува е што само вас ве гледам овде, кои што седите тука и исто како на Титаник што беше оној оркестарот и диригентот, гледаат дека тонат, а тие продолжуваат да си свират. Тоа сте вие и за тоа служите овде, повраќањето трет пат во парламентот. Па видовме, премиере, во вашиот говор, од 10 минути колку што зборувавте овде, 6 минути кажувавте само за Ставрески како успешен министер за финансии, а многу малку кажавте за новиот министер кој што го ставате да ваѓа врели костени од она што се вика зовриена финансиска состојба во Република Македонија. И сега, ако за вашите 6 минута ја овде можам да ви зборувам 6 дена, бидејќи ништо не ја намалува одговорноста на Ставрески, зашто кумашин бил на Никола Груевски и министер за финансии во владата на Република Македонија и морал понекогаш да превземе нешто за да ги спречи налудничавите идеи и проекти кои што тој ги исплаќал и ги плаќал. Можел, а не презел ништо долги години со парите на граѓаните, дури и позајмени пари за граѓаните, да плаќа партиски војници кои седеле дома, земале плата, трошејќи го буџетот на Република Македонија. Морал да знае и да ги научи цените на патиштата и автопатиштата, кои сте ги плаќале и по 5 пати надградувани. Морал да знае, знаел, а пуштал пари на медиумите во Република Македонија, оние кои што ве билда со рейтинзи, кои што работеа за вашите интереси. Знаел, а не презел ништо кога плаќал за непостоечки и незавршени работи. Можел, а не го спречил својот кумашин да потроши 600.000 евра пари од буџетот на Република Македонија да си купува Мерцедес за да се луксузира. Кога веќе знаел дека градоначалниците во Република Македонија крадат од парите на граѓаните,
за превозни и други трошоци, како член на извршниот комитет на ВМРО, ДПМН и министер за финансии, морал да преземе нешто, а не да се правда преку телефони. Не ни одговори како со кумашинот и од каде ги собраа тоа 13 милиони евра за да купуваат ВМРО-вски простори низ цела Република Македонија. Не ни одговори колку пари од државата се излеани за неговото време на владење и со управата за јавни приходи, и со царинската служба, и со финансиската полиција. Не ни објасни ни зошто му беа 100 милиони евра, кога со рачето од собранието не избркаа сите, за да може да ги троши онака како што тој и кумашинот сакаа. Не ни објасни ни зошто исплатил за Никола Карев спомеников што се наоѓа пред собранието не 4 милиони денари колку што бил, туку 44 милиони евра. И да не должам, ова е само 1% дел од виртуозот кој се зборува министер Ставрески. Да продолжиме за овој што денес го кажувате дека е министер за финансии, некогашен директор во пазарната инспекција. Знаеме колку успеси има во пазарната инспекција, резултатите многу добро ги знаеме. Треба овде најмалку половина ден да ги кажуваме. Знаеме колку успеси имаше и во управата за јавни приходи. Ако тргнуваме од овие негови успеси во претходните две јавни функции кои што ги обавувал, можам да заклучам дека ќе биде по она што Владан Кавировиќ умее да го каже за организирање на погреб на финансиите. Затоа, колеги, треба да знаете дека министер за финансии ни доаѓа човек кој не само во пазарната инспекција остави проблеми, туку човек кој во управата за јавни приходи за неговото директорување, долгот, односно должниците кои што им должат на државата е 230 милиони евра. Знаете ли кои се тие должници? Најголемите се јавните предпријатија каде што пикавте наврат нанос вработување каде што имаше, тоа се Македонија, пад Македонски шуми и да не ги споменуваме оние сите други кои што он не презеде никакви активности за да сето тоа го спречи. Меѓутоа, верувам дека ќе успее барем како министер за финансии, бидејќи додека беше директор во управата за јавни приходи, многу подрачни единици и дирекции нема ниту хартија да изготвуваат решенија за даночните обврзници, ниту имаат тонери за компјутерите, да не зборуваме за столчиња за превработените и бироа. Таков министер ни доаѓа да ни ги раководи финансиите. Овој министер го носите за две работи. Најпрво да направи ребаланс на буџетот, за да можете повторно да трошите онака како што трошевте сите овие 10 години, и сигурен сум дека наместо да ги наплатува овие 230 милиони евра кои што ги должат на управата за јавни приходи, тој ќе посегне, бидејќи таква му е наредбата, таква му е улогата, и за тоа ќе биде поставен министер за финансии, да ја подпише обврзницата на 230-250 милиони евра. Тоа денес треба да зборуваме, колеги, и да знаеме зашто тоа ние денес расправаме. Овој министер, она што сакам овде пред сите вас и пред македонската јавност, немојте да го горите човекот ако толку ви е истиот поштен, чесен и успешен како кадар. Немојте да правите од овој министер човек за еднократна употреба. Да ви го помине она што треба да го помине, а после тоа онаму каде што заслужуваат тие кои што се извршители на оваа корумпирана и забегана власт. Тоа ни се случува пред очите на цела македонска и светска јавност.
додека едни ни кажуваат како да работиме, ние овде кажуваме што е тоа што работиме. Затоа на овој министер, а и на сите нас и на сите во Република Македонија, Господ да ни е на помош со ваква влада и со ваков министер за финансии.